Почитувани граѓани на Охрид, советниците на СДСМ денес беа против одржување на референдум. Од туристички центар сакаат Охрид да го претворат во бегалски камп. Јасно ни е дека ги препознавате ароганцијата и манипулацијата на СДСМ. Денес советниците на СДСМ во општина Охрид со тоа што беа воздржани, тие всушност гласаа за населување на мигранти во Охрид. Гласаа за изградба на станови, бесплатно образование, здравство и социјални услуги за мигрантите овде во Охрид. Советниците на СДСМ беа против одржување на референдум во општина Охрид, односно против охриѓани сами да одлучат за иднината на својата општина. За нас, советниците на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери и за независните советници Лјупчо Настоски и Кујти Мусеини, граѓаните на Македонија и Охрид се пред мигрантите. Зошто советниците на СДСМ повторно гласаа против референдум во Охрид и покрај изјавата на нивниот лидер Заев дека ќе ги поддржат? Доколку сето ова не беше чиста вистина и не се плашеа од фактите, немаше денес да бидат воздржани и да избегнат да ги дадат одговорите на сите прашања кои охриѓани сакаат да ги слушнат. Ние, за разлика од советниците на СДСМ и Народна партија и еден сателит советник во групата на СДСМ, не бегаме од седниците на Совет, ние сме тука и ги браниме интересите на охриѓани. Го направивме тоа денес, а уште посилно ќе го направиме на 15 октомври. Не за стратегија за населување на мигранти во Охрид. Значи, најодговорно тврдам дека во ниеден момент не е нарушена законската процедура, затоа што советник, група советници и советничка група може во секое време и на секоја тема која што е релевантна за работата на Советот да поднесе иницијатива. И токму тоа денеска се случи. Значи, заклучокот за прифаќање на иницијативата е на предлог на советничката група на ВМРО ДПМН. Исто така и предлогот, односно одлуката за распишување на референдум. И воопшто е манипулација споменувањето на подписите, начинот на собирање на подписите и бројот на подписите, заради тоа што не станува збор за прифаќање на постапка, на предлог на постапка за спроведување на граѓанска иницијатива, ниту на дневниот ред се најде иницијатива на граѓани. Значи, загриженоста на граѓаните, кои независно дали и каде дале своји подписи, беше поттик ние како советничка група да ја поднесеме иницијативата. И околу тоа мислам дека јавноста не треба да има никакви дилеми.